денеска одлучивме да зборуваме за атлетиката. Атлетиката може да се каже дека е мајка на спортовите, особено за децата кои што се во раст и развој, за оние родители кои можеби се во дилема со кој спорт да започне нивното дете за добар раст и развој во текот на годините, и тогаш можеби еден од изборот е и атлетиката. За тоа како работи Атлетската федерација на Македонија, кои се активностите кои што ги има во текот на овој период и во иднина, но и што се оваа сезона имаат тие, денеска во утринската на Телма зборувам со претседателката на Атлетската федерација на Македонија, Александра Војневска-Зикова. Добар ден за вас, Александра, и добро дојдовте во нашата студија. Добро утро. Поздрав до вашите гледачи на Телма телевизија. Може воведно во разговорот да кажеме, бидејќи сте доста активни како федерација оваа сезона, што се ја одбележа сезонава како активност од ваша страна? Пред се можам да кажам дека имавме многу успешна сезона. Како претседател сум многу горда и задоволна, затоа што сите оние активности предвидени во планот и програмата на Атлетската федерација беа реализирани, вклучувајќи го националниот систем на надпревари, учество на меѓународни надпревари, вклучувајќи балкански и европски светски првенства и секако Олимпијадата во Токио, каде што имавме наш представник. Потоа паралелно работевме на проектите детска атлетика, жената во спортот, направени беа набавки на реквизити за клубовите си со цел подобри услови за постигнување на резултати. До крајот на сезоната ни остануваат уште малку надпревари. Можам да кажам дека беа освоени неколку медали од балканските првенства, срушени беа неколку рекорди, така да нескромно ќе кажам дека можеби ова е една од најуспешните сезони на самата Атлетска федерација. Имаше спортисти кои што одбележаа одлични резултати. Кој од нив ја одбележаа сезоната? Кој би можеле да ги издвоиме? Имаше 23 спортисти кои што ни одбележаа сезоната. Секако како жена прво ќе ја споменам Дрите Слами по женска линија, која што оствари најдобар резултат оваа година. Им даваме предност на жените прво, нели? Секако. Ние сме федерација каде што има жена председател, каде што има многу жени кои што се инволвирани во самата федерација, во структурите на самата федерација. Да се навратам на прашањето, Дрите Слами која што постави државен рекорд, исполни норма за европско првенство, прва ни беше на европскиот куп во Кипар и секако оствари највреден резултат по светската ИЕФ таблица. Веднаш донесе се и Дарио Ивановски кој што освои медали на балканското првенство сега во полумаратон во Битола, потоа имаше медаља од Балканијадата во Сала во Истанбул и секако би го во тој најтесен круг на најдобри наши спортисти би го споминала и Јован Стојовски кој што ни беше наш представник на Олимпијадата во Токио, каде што успеа да го постигне неговиот најдобар резултат. Да. Ја споменавме Битола. Една од трките за кои што денеска ќе зборуваме е Трчај Б, која што се одржа во Битола. Тоа е една од солидните градски трки и сега бидејќи сте вие во нашата студија, може да пренесеме ваш печаток или на самата Атлетска федерација како беше реализиран и како се одржа трката. Точно, настанот во Битола, Трчај Б е трка која што од година во година е се поуспешна и поуспешна. Оваа година заедно со Атлетската федерација на Македонија заедно организиравме балканско првенство во полумаратон. Самата трка добина уште поголема тежина бидејќи имавме гости од странство. Ние како домаќини, како организатори Атлетската федерација на Балканското првенство, нормално заедно со екипата на Трчај Б, сме презадоволни од тоа што го постигнавме. Би сакала да упатам комплименти до самата екипа која што е многу млада, прогресивна, амбициозна, која што безпрекорно, заедно со нашиот тим на Атлетската федерација успеа до детај, до ситница да ги изреализира сите задачи кои што ни беа предвидени и во онаа комуникација со сите председатели и гости кои што на федерации соседни земји кои што беа присутни, на самите спортисти и на атлетичарите, добивме само позитивни коментари и верувам дека ја напуштија Македонија со позитивни спомени. Да. Се разбира дека треба навистина и добра организација за да се изреализира на ваква трка во која што многумина сакаат да учествуваат, да се ги одмерат целите во трчањето, при тоа и да се дружат, да се социализираат и да се направи една атмосфера која што ќе има спомени, а и понатаму се разбира ветува на организација на нови трки кои што ќе се спроведуваат во иднина. Ние одлучивме во денешниот наш разговор да го вклучиме и директорот на трката Трчај Б. Преку Skype одиме во Битола да контактираме со Никола Димитровски, кој што пак од негов агол
ќе ни каже како помина трката трчебе, колку е тој задоволен како директор и се разбира што е она што можеби во идна се планира за оние кои што ќе сакаат да учествуваат, ако ова го пропуштиле, да можат да се пријават на некоја од следните трки, но и како Битола трчаше на трчебе. Никола, дали се слушаме? Добро утро. Добро утро, јас добро ве слушам. Поздрав до студиото и посебно до вашата гостинка, претседателката на Атлетска федерација на Македонија, Александра Војновска-Зикова. Да. Верувам дека внимателно не следевте, Никола. Зборувавме за активностите на Атлетската федерација и ја спомнавме трката трчебе. Вие сте денес или ова утро заедно со нас, за да може и од таму, од вашиот дом во Битола, да ни кажете вие колку сте задоволни. Како директор на трката трчебе, претседателката Александра ни кажа дека навистина добро поминала трката, но бидејќи имате една замисла, дали ја реализиравте во вистинска смисла? Па да, од оваа перспектива нормално морам да кажам дека сме задоволни, бидејќи трката помина во најдобар ред, очекувањата кои што си ги поставивме, кои што не беа ниски, се задоволени. Нормално тука голем придонес имаше тоа што уште минатата година, кога Атлетската федерација на Македонија го ја доби организацијата на Балканското првенство во полумаратон, ни подони нас, како трка која претходно организираше градски трки на 5 и на 10 километри заедно со нив, во коорганизација да го организираме и Балканското првенство во полумаратон, што му даде дополнителна тежина, но сепак и поголема обврска за нас, бидејќи имавме гости од преку 10 држави, преку 40 атлетичари. Значи организацијски беше многу позахтевна, но на крајот сето тоа се исплатеше, бидејќи добивме 1000 задоволни учесници кои што трчаа низ улиците на Битола. Знаеме дека во овој период за било каков настане навистина потребна и поголема организација и повеќе предпазливост во однос на периодот во кој што се наоѓаме или во пандемијата на COVID-19. За вас во овие услови колку тоа беше предизвик? Па нормално дека е предизвик, бидејќи но сепак на крајот од денот како мислам за сите останати, нормално како за цел свет така и за нас, па од тука не ни преостанува да се жалиме за тоа, туку само да одговориме на предизвикот и да ги исполниме работите кои што од нас се барат. Нормално моравме да задоволиме одредени здравствени протоколи, критериуми кои што беа наметнати од здравствената комисија и од владата на нашата држава, и од друга страна се беше зголемена и одговорноста, бидејќи сакавме се да помине во најдобар ред, нормално да нема заразени луѓе, да не се прошири вирусот баш на нашата трка, и од овој аспект можам да кажам дека се помина исто така во најдобар ред, дека и учесниците беа задоволни, но нормално и оние кои што ги внимаваа протоколите да бидат запазени, беа задоволни од тоа како ги изведовме на трката. Да, ние во моментов и гледаме инсерти од тоа како помина вистина трката, доста посетители, доста атлетичари, можеби некои од нив кои што и професионално се занимаваат, некои рекреативно со трчањето, но се на се добри резултати и одлична дружба можеше да се види. Никола, дали има нешто што можеме да го најавиме во овој момент или ќе оставиме за некоја следна прилика каде што би ни информирале за некоја следна трка? Па има работи кои што можат да се најават, но сепак да оставиме до другата година, најпрво да стигнат впечатоците, бидејќи се уште ги листаме галериите и видеата од трката која што измина, се уште ги собираме впечатоците, разговараме со луѓето за позитивните работи, нормално за одредени пропусти кои што сме ги имале, па да ги исправиме во наредната година, но сепак ќе оставам еднаш да поминат впечатоците од оваа трка, па понатаму во некој друго вклучување, нормално и најава за наредната трка во 2022 и се што ќе донеси таа, а нормално мора да има и некои новости кои што ете во овој момент не би ги открил. Да.
Ви посакуваме исполнување на плановите и се разбира со нови информации се слушаме во иднина, може и ќе ни дојдете од Битола. За сега се поврзавме преку Skype и ви благодарам за времето ова утро. Благодарам и на вас. До вас, Никола, останете со нас на Телма. Ние ќе позборуваме уште малку со Александра за тоа што е она што следува. Ги споменавме активностите кои што беа, она што е одбележа сезоната, нешто што се планира во иднина, но она што е најблиску е настанот овој викенд кој што ќе го имате. Викендов ќе биде исполнет со повеќе настани, но некои што ќе сакаат да бидат дел од вашиот. Што е тоа и каде и кога може да го посетат? Ова, значи, согласно календарот за надпревари, оваа недела, поточно овој викенд, ни се одржува младинскиот куп. Нормално ги запазуваме сите мерки кои што ни се предложени од Комисијата за здравствена заштита. Сите спортисти да приложат ПСР тест или да бидат вакцинирани или веќе да имаат потврда за прележан ковид. Сите тие протоколи ги запазуваме. Сакам да потенцирам дека и минатата година бевме прва федерација која што почна со организација на систем на надпревари во такви услови, во ковид услови. Оваа година исто така продолживме со реализација на целиот систем на надпревари. Многу сум среќна и најголем успех е за нас што досега немавме ниту еден заразен спортист, ниту еден заразен тренер, ниту некој од самата организација на надпреварите, така да посебно внимавам и посебен акцент ставаме на здравјето, првенствено на спортистите, потоа и на тренерите. Може би ќе биде намален бројот на учесници овој викенд, имаме државно првенство за младенци, ни остануваат уште 2-3 надпревари до крајот на завршување на оваа сезона. Ќе ги исполниме сите услови кои што ги бара комисијата, се со цел да заврши сезоната, на децата да им се даде можност да го покажат тоа за кое што тренираат во текот на целата година и со тоа да ја привршуваме оваа 2021. Како жена претседател на Атлетската федерација на Македонија, може да споменеме колку е важно жените да бидат во атлетиката, односно колку е важно тие да бидат тука активни и да се вклучат во оние ваши активности. Може да ни кажете вие од прва рака, како жена. Јас сум, жена председател, ретки се федерациите кај нас во Македонија кои што имаат председатели од женски пол. Голема помош имаме од Светската федерација. Насоките кои што ни ги дава Светската федерација и генерално сите насоки што ги добиваме и од Европската се за поголема вклученост, инволвираност на жените, меѓутоа не на тартанот, него во структурите. Тоа значи во клубовите, на раководни позиции, во самата федерација, во комисиите, во управните одбори и самата наша Светска федерација има донесено во нивниот статут е влезен член кој што наведува дека до 2027 изедначеноста ќе биде 50-50. Значи колку ќе бидат мажи инволвирани во структурите, толку би биле и жени. Ние како земја и многу каснеме со инволвираноста на самите жени, со вклученоста и работиме многу често на проекти каде што сакаме да ги окуражиме нашите жени, особено првенствено почнуваме од жените кои што ги имаме во самата федерација. Сите оние кои што ни биле поранешни атлетичарки, сите оние кои што се и како тренери вклучени и во судиската организација вклучени и во надпреварувачката комисија, да можат што повеќе да бидат вклучени во комисиите и во самата структура, со што повеќе би се дало можност да одлучуваат во кој правец понатамо ќе не се движи спортот, конкретно во нашиот случај атлетиката. Да. Споменавме повеќе работи, на почетокот кажав дека и атлетиката е еден одличен избор за децата, на крај само ќе препорачаме дека и децата може да почнат уште од рана возраст да трчаат, прво рекреативно, а потоа оние кои што ќе се пронедат и да бидат дел од Атлетската федерација или да бидат професионални атлетичари. Ни случајно сме кралица на спортовите, ни случајно сме број еден базичен спорт, ни случајно во сите развиени европски и светски земји атлетиката е дел од образовниот систем, не како физичко образование, него посебно предмет атлетика во основното образование, така да секој едно дете кое што ќе дојде во атлетика како мултидисциплинарен спорт е после тоа спремно во било кој спорт, ако не сака да остане во атлетика да се пронајде и апелирам до родителите првенствено да не ги донесат децата на атлетика да бидат здрави, да научат да одат, да трчаат, да фрлаат, да скокаат, а потоа можат да продолжат во било кој спорт понатаму ако одлучат.
Се согласувам, ви благодарам Александра за вашето гостување денеска. Ви посакувам успех во работата на Атлетската федерација на Македонија и се гледаме во следна прилика. Верувам и со добри вести, информации, но и со добри резултати. Благодарам многу на поканата.